Глава 2. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, ете дојдоа во Ерусалим мудреци од исток и рекоа: Каде е новородениот јудејски цар? Ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. Штом го чу тоа, царот Ирод се вознемири и цел Ерусалим со него. И кога ги собра сите првосвештеници и книжници од народот, ги праша: Каде треба да се роди Христос? А тие му одговорија: Во Витлеем јудејски, зашто така е напишано преку пророкот. И ти, Витлееме, земјо јудина, по ништо не си помал меѓу војводствата јудини, зашто од тебе ќе излезе водач, што ќе го пасе мојот народ Израил. Тогаш Ирод тајно ги повика мудреците и го дозна од нив точното време кога се појавила звездата, па испраќајќи ги во Витлеем им рече: Одете и распрашајте се добро за новороденчето и штом ќе го најдете, јавете ми за да одам и јас да му се поклонам. Тие откако го изслушаа царот, си заминаа. И ете, звездата што ја беа виделе на исток врвеше пред нив додека не пристигна и се запре над местото каде што беше новороденчето. А кога ја видоа звездата, тие се зарадуваа со многу голема радост. И штом влегоа во куќата, го видоа новороденчето со мајка му Марија и паднаа па му се поклонија. Потоа ги отворија своите ковчежиња и му принесоа дарови: злато, ливан и смирна. И откако примија предупредување насон, не се вратија веќе кај Ирод, туку си заминаа по друг пат за својата земја. А штом се отидоа тие, ете, ангел Господов му се јави на Јосиф насон велејќи: Стани, земи го новороденчето и мајка му, па бегај во Египет и остани таму додека не ти кажам, бидејќи Ирод ќе го бара новороденчето за да го погуби. И тој стана, го зеде новороденчето и мајка му ноќно време, па отиде во Египет. И таму остана до смртта на Ирод, за да се исполни реченото од Господ преку пророкот кој вели: Од Египет го повикав синот свој. Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го надитрија, се разгневи многу и испрати да ги погубат сите машки новороденчиња во Витлеем и по целата негова околина до 2 годишна возраст и помали, според времето што точно го беше дознал од мудреците. Тогаш се исполни кажаното преку пророкот Еремија кој говори: Глас се слуша во Рама, плач и ридање, и пискот голем. Рахила ги оплакува своите чеда и не сака да се утеши, зашто ги нема. А по смртта на Ирод, ангел Господов му се јави насон на Јосиф во Египет и му рече: Стани, земи го детето и мајка му и врати се во земјата израелска, зашто изумреа оние што ја бараа душата на детето. Тој стана, го зеде детето и мајка му и дојде во земјата израелска. Но кога чу дека во Јудеја царува Архелај место татка си Ирод, се уплаши да оди таму. И откако доби порака насон, тој замина во галилејските предели. А кога пристигна, се насели во градот наречен Назарет, за да се исполни реченото преку пророците дека тој ќе се нарече Назареќанец.